Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Чудото кај Свети Николај Нови, дрвото што пушта течност како крв. Дали сте слушнале за дрвото што пушта темно-црвена течност како крв? Не станува збор за научна фантастика, туку за реално сведоштво. Чудо што се случува во Лариса, во Грција. Таму, веднаш до храмот на Светиот Николај Нови, се наоѓа едно необично дрво, од кое особено на празници истекува течност со боја и густина налик на човечка крв. Овој настан ја предизвикува верата и разумот. Дали станува збор за природен феномен или за божествен знак? Останете со нас и дознајте повеќе за ова мистериозно чудо. Кој е Свети Николај Новиот? Свети Николај Новиот чудотворец е маченик од 10 век, кој со својата вера и страдание станал светол пример на духовна победа. Потекнува од источните делови на тогашната Византијска империја, а бил војник по служба. Одбивајќи да се покори на наредбите да се откаже од верата во Христос Исус, бил подложен на страшни мачења и на крај обезглавен. Но неговата жртва не останала заборавена. Наместо да исчезне во историјата, неговото име остана запаметено меѓу верниците, особено во Лариса, каде што се наоѓаат неговите мошти. Моштите се извор на исцеленија, а храмот посветен на него е место на духовен мир и чудеса. Чудото со дрвото. Но најголемото чудо не се случува само во храмот. Надвор, веднаш до самата црква, се наоѓа едно старо дрво. На прв поглед обично, но оние што биле таму велат, од неговото стебло, во одредени периоди од годината, особено за време на празникот на Светиот Николај Нови, истекува црвена течност што наликува на крв. Ова не е капка или две според сведоштвата. Течноста се појавува од кората како да тече од рана. Бојата е темно-црвена, а густината е поголема од водата. Нешто што многумина го поврзуваат со маченичката крв на светителот. Многу верници велат дека почувствувале внатрешен мир или дури и исцеление кога се допреле до течноста. Некои носат парчиња од кората како благослов. Се смета дека тоа е знак дека светиот маченик се уште е жив меѓу нас, духовно присутен. Иако постојат обиди да се објасни ова чудо, ниту едно истражување не дало дефинитивен одговор, а чудото продолжува. Што значи ова за верниците? Во време кога луѓето се повеќе се оддалечуваат од духовните вредности, ваквите појави не потсетуваат дека Бог се уште говори. Што значи ова за верниците? Во време кога луѓето се повеќе се оддалечуваат од духовните вредности, ваквите појави не потсетуваат дека Бог се уште говори. И не само преку збор, туку преку знаци, преку светителите, преку природата, преку нешто што изгледа невозможно. Ова чудо не е само мистерија, тоа е повик. Повик на покаяние,
вера и љубов кон Бога. Повик да се сетиме дека мачеништвото не е крај, туку почеток на вечна слава. Дрвото во Лариса, што пушта црвена течност, можеби никогаш нема да биде разјаснето од науката, но за оние што веруваат, тоа не е важно. Важно е сведоштвото што го носи, дека Божјата благодат е жива, дејствува и денес. Молитва кон преподобен маченик Николај Нови Воненски. О свет Христов маченику, преподобен Николае, возљубувајќи го Христа Бога со сето срце и со сета душа го следеше, ангелоподобно живеејќи со венец маченички си бил овенчан. Исповедајќи го се светото име на Спасителот и својата крв, пролевајќи ја заради името Негово, со чудеса си бил дарован и со безбројните исцеленија прославуван. Тебе ти се молиме. Погледни од небесата на нас, кои бедни и тажни сме, не презирај ги нашите молења, но дојди избавени од сите душевни и телесни болести, а посебно од болестите на ракот, кои се намножија, зашто ти се здоби со смелост, стојки пред Христа. Со Твоето застапништво благослови го нашиот дом, делата на нашите раце и испроси од Господа сила и добро здравје, благосостојба во земјата, да се удостоиме за добри времиња. Заштити ни од замките на духовите на темнината, кои ја сакаат нашата погибел, и моли го Господа Исусе Христа да ни ги прости нашите прегрешени, да ни исцели од страстите на душите и делата наши, утврдувајќи на во вистинските вредности. Нека биде милоста Негова врз нас, бидејќи тој е благ и човеколюбец. Амин. Свети Николај Нови, моли Бога за нас. Нека ни биде подсетник дека дури и дрвјата можат да сведочат за Божјата сила. Благодариме што гледавте, споделете го ова видео за и другите да го чујат. Ова чудо на верата. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешного.